за 2 часа и 15 минути за 20 евра по правец, секој понеделник, среда и петок ќе се стигнува од Скопје директно до чешката престолнина. По неколку години пауза повторно се воспоставува линијата Скопје-Прага на унгарската компанија Визер. Новата авиолинија, како и секоја нова дестинација што се отвара за граѓаните, е нова можност за подобра економска соработка, за повеќе туристи, за побрз развој на бизнисот и за нови партнерства. Тоа е и можност за поголема видливост на Македонија и посилно вклучување во европските економски и технолошки текови. Дека оваа авиолинија ќе ја зголеми соработката, се согласија министерката за енергетика и чешкиот амбасадор. Авиосообраќајот не е изолиран сектор. Тој е дел од поголемата слика, модерна инфраструктура, стабилна економија и одржлив развој. Како влада, создаваме амбиент во кој ваквите линии не се изолиран случај, туку се дел од долгорочна визија за поврзана, современа и конкурентна држава. То верувам и ќе ми биде многу мило доколку оваа дестинација ви овозможи да ги откриете убавините на Прага и Република Чешка, а и обратно, убеден сум дека моите сонародници со помош на овој лет ќе можат да ги откријат убавините на вашата земја. Линија со Прага имаше помеѓу 2016 и 2018 година, а потоа беше укината. Нејзиното повторно воспоставување ќе придонесе за развивањето на модерна, стабилна и добро поврзана воздушна мрежа на Македонија со Европа и светот, смета директорот на ТАФ Македонија. Оваа нова авиолинија е резултат на силната соработка со нашата влада и Министерството за туризам и изразувам искрена благодарност до нив за нивната поддршка. Оваа авиолинија е повеќе од лет. Представува мост за туризмот, бизнисот, економската соработка и културната размена меѓу нашите земји. Ниту унгарската Визер не го крие задоволството што преку нивната компанија Скопје се поврзува директно со 40 дестинации. Тенденцијата е ниските цени на картите да продолжи понатаму. Почетно одиме со 3 лета кои што се закажани за понеделник, среда и петок и мислам дека тоа ви дава доста голема флексибилност да изберете кој лет би ви бил најпристапен и најевтин. Може да одите преку викенд од понеделник, од петок до понеделник, може за бизнис да одите, да се вратите по 2 дена, да изберете кој лет најмногу ви одговара. Министерот Николовски во јули ги најави 5 нови дестинации од Скопскиот аеродром до Стокхолм, Мадрид, Бари, Келн и Прага. Од 6 април следната година стартуваат авиолиниите од Скопје до Наполи и до Будимпешта, а од 28 јуни Охрид, Катовице до Вроцлав и Милано, а ќе стартува и редовната линија Охрид Виена на Austrian Airlines. Од септември лани до сега има 21 нова дестинација до и од Скопскиот и Охридскиот аеродром, со што се очекува бројот на патници да надмине 3,5 милиони до крајот на годинава. 25% е растот на патници споредено со ноември лани, а за следната година ТАФ Македонија очекува раст од 20%.